Бајколент. Аудио бајки. Игра. Дојде зима и падна првиот снег. Надвор побеле. Баба му го облече убаво Зоки-Поки. Му ја стави топлата капа и го прати пред зградата за да се игра со децата. Но никој од децата не го примаше во играта. Зашто ни тој, ни Лидија не знаеја да играат некоја игра токму онака како што се играше. Ова многу го разлути Зоки-Поки. Тој ја викна Лидија и рече: "Дојди, Лиде, ние сами ќе си играме нешто." Но што? Почна да размислува Лидија, па дури почна и очите да ги превртува од размислување. "Знам што, ќе направам човек, вистински, не снешко." И Зоки зеде грудка снег, убаво ја стегнува и ја става на земи. Врз неа става поголемо црвеничка камче што го ископува од снегот. "Гледаш?" вели. "Човек. Немој да се буниш, камчето е главата." Лидија го гледа човекот од сите страни. "Аха, тоа е човек. Чекај, јас ќе направам." "Што ќе направиш?" "Па човек." Не можеш. Јас направив човек." "Ама и јас ќе направам. Можам." "Не смееш. Твојот нема да биде добар." "Ке биде, Зоки." "Не. Јас прв направив човек и тој е најдобар." И ако Лидија не попуштеше, тие сигурно ќе се скараа. "Добро," вели таа. "А да направам шпоред, Зоки, ако?" "Ако, шпоред може." "А тенџере?" "И тенџере може." "Ке вариме ручек, ако?" "Ако. А за кого?" "А за кого варат нашите мајки? За нас. Ние пак ке вариме за твојот мачор и за твојот петел." "Добро." Лидија сега зеде грудка снег, ја сплескува и ја става на земи. Тоа е шпоред. Од друга, поголема грудка, што ја дупнува малку во средината за да се разликува од шпоретот, таа прави тенџере. "Сега да купиме нешто за ручек," вели Зоки. Тој оди за даголот од куќата и помалку се враќа со полни раце смрзнати дрвца и ситни камчиња. "Ама ручек ќе биде ова," извикнува Лидија за да ја чујат и другите деца. "Веднаш ќе биде готов, Зоки, веднаш." И таа почнува да меша во тенџерето со едно стапче. Оваа игра ги привлекува другите деца. "Што правиш, Лиде?" ја прашуваат сега тие. "Ручек правам," одговара надуено Зоки. "Хо-хо-хо," се засмејуваат децата. "Каков е тој ручек?" "Месо од дрвца со граф од камчиња," вели сериозно Лидија. "Хо-хо-хо, а има ли супа?" Има. "А од што е таа сладка супа?" се кикотат децата. "Од коски од мраз." "Хо-хо-хо," се фаќаат за стомак децата. "А сигурно има и салата." "Има," се дуува Лидија. Салата ни е од снег, нели, Зоки?" "А колачињата?" "Каде ви се колачињата?" "Хо-хо-хо, и колачиња има." Лидија веќе се лути. "Пукнете, и колачиња има." И Зоки вели: "Пукнете." А од што се колачињата, се уште ги задеваат децата. Од... почнува налутено Лидија, но не може да се сети. Сака да заплаче, но вели: "Колачињата се од ништо." А Зоки намуртено додава: "И за вас нема. Колачињата веќе ги изедовме." Ако ти се допадна бајката, притисни лајк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.